Енергетската криза и високата инфлација кои удрија по стандардот на граѓаните во 2022 и 2023 година, навидели на изнесе дека Македонија не може самата да се прехрани и со своето земјоделско производство да влијае на домашната цена на храната. Иако веќе 17 години се даваат субвенции во земјоделството за да се зголеми производството, работите одат на полошо. Ние минатата година мислам дека стигнавме повеќе од 400 милиона евра негативен биланс на увоз. И сега, ако земеме дека се работи за основни прехранбени производи, пред се пченица, млеко, месо, значи ние имаме сериозен проблем во државата. Ова значи дека Македонија лани извезла храна и живи животни во вредност од 450 милиони евра, но е увезено 894 милиони евра. Ова е реалниот резултат на потрошените 1,5 милиарда евра субвенции од 2007 до денеска, вели професорот Драги Димитриевски од Земјоделскиот факултет, кој смета дека субвенциите се социјална, а не економска мерка. Односно, парите што се даваат на земјоделците се за да се помогне нивниот доход, за да може да се ги платат сметките, а не да се развива конкурентноста на секторот. Од сите овие општи цели, значи ние сме креирале мерки само за исполнување на една цел, на обезбедување на доход на земјоделските стопанства. И најголем дел од доходот, доколку се анализираат приходите на земјоделските стопанства, помеѓу 30 и 70% доаѓа од субвенции. И Димитриевски, како главен проблем на македонското земјоделство во моментов, го гледаат во тоа што земјоделството не е конкурентно на пазарот. Сето тоа е резултат, повторно ќе се вратиме на структурата на малите семејни земјоделски стопанства, кои што се мали, со просечна големина, според тие структурни истражувања од 2016 година, околу 2,8 хектари големина, со расцепкани парцели на 10 парцели мали, каде што не можете да примените високи технологии, каде што имате релативно висока возрастна структура на населението кој што ги управува тие стопанства и каде што имате ниска образовна структура. Затоа предлага или да се смени моделот на субвенции, каде што парите би се давале за рурален развој, како што е реално задругарство, подобри услови за животот во селата, реално потикнување на дополнителниот доход кај земјоделците, а не преку буџетска подршка или субвенции и секако враќање во игра на големите агрокомбинати, кои треба да ја подигнат конкурентноста, а со тоа и интересот на помладите генерации за земјоделството.